Благодарам, почитувани граѓани, почитувано раководство на Министерството, представници на медиумите. Денеска, 25 јануари 2024 година, Бирото за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи, под раководство на основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција Скопје, а со поддршка на Европол, заедничкиот истражен тим лимит од земите членки Франција, Белгија и Холандија, презеде координирани мерки и активности со цел лишување од слобода на лица за кои постои сомнение дека како членови на меѓународна организирана криминална група биле инволвирани во организирање на набавка на наркотична дрога, кокаин, вршење на тешки кривични дела убиства. Денешните активности на полициските службеници од Бирото за јавна безбедност се резултат на повеќе месечна истрага раководена од јавните обвинители од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во рамки на која беа обезбедени доволен број на докази дека во временскиот период од декември 2019 до март 2021 година на територијата на Република Северна Македонија пријавениот ШМ 47 години од село Грчец, заедно со уште две лица, сега починатите ОБ и ЈК, организирале криминална група, чии припадници станале повеќе лица. Организираната криминална група била формирана со цел вршење на кривични дела убиство од безобзирна одмазда и по порачка од користољубие, при што лицата, организатори на истата, донесувале одлуки, создавале планови за тоа кој, кога, каде и на кој начин да биде лишен од живот, а своите одлуки и планови ги спроведувале лично или преку припадници на организираната криминална група, кои ги прифаќале и спроведувале. Исто така, ова организирана криминална група, која делувала на меѓународно ниво, организирала набавка на наркотична дрога кокаин од земите на Јужна Америка, пред се Колумбија, Еквадор, Бразил, Перу и Боливија, незино пренесување до земите на Европската Унија, а дел бил наменет и за наркопазарот на Северна Македонија. Ова криминална група плановите и договорите за извршување на кривичните дела ги правела преку непосредни контакти или со користење на енкриптирани телефони во кои била инсталирана апликацијата Sky, а која користеле членовите на организираната криминална група. Од досега спроведените мерки е утврдено и документирано дека ова организирана криминална група во горе наведениот временски период организирала две набавки и транспорти на кокаин од латиноамериканските држави до земите од Европската Унија и Република Северна Македонија, и тоа транспорт на 435 килограми наркотична дрога кокаин набавен од групата во Бразил, Јужна Америка, и транспортиран по воден пат до пристаништето во Антверпен, Белгија, која количина е запленета од страна на царинските службеници во Белгија, при што дел од наведената количина требало да заврши и на нелегалниот пазар во Република Северна Македонија. Транспорт на 106 килограми наркотична дрога кокаин, кој пристигнал од Перу до Ротердам, Холандија, а по пристигнувањето во пристаништето во Ротердам дел требало да биде пренесен во Република Северна Македонија. Организираната криминална група организирала и неколку транспорти на кокаин од Белгија во Република Северна Македонија, како и од Албанија во Република Северна Македонија. Во еден случај било организирано пренесување на 6 килограми наркотична дрога од Белгија во Република Северна Македонија и во двата случаи било организирани пренесувања по 4 килограми кокаин и во еден случај било организиран транспорт на 1 килограм наркотична дрога кокаин од Република Албанија во Република Северна Македонија. Припадниците на ова организирана криминална група, која действувала не само на национално ниво, туку и на меѓународно ниво, и како резултат на нивните криминални активности, поврзани со недозволена трговија со наркотична дрога, се стекнале со значителни финансиски средства, кои ги инвестирале во изградба на луксузни куќи, купување на недвижности, изградба на луксузни угостителски објекти, кои се веќе
дел и предмет на финансиски истраги со цел нивна конфискација. Како резултат на истрагата и податоците кои беа добиени, обезбедени се докази дека организаторот на криминалната група ШМ заедно со членовите на групата организирале и извршиле обид за убиство на лице од село Бардовци, убиство на албански државјанин, чие тело беше пронајдено на 15 мај 2020 година во село Горна Матка, Скопје, и двојното убиство случено на 5 март 2021 кога во Скопје беа убиени АБ и БВ. На овој начин, лицата организатори и членови на групата извршиле повеќе кривични дела предвидени и казниви согласно кривичниот законник, а се работи за кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции, прекурзори, убиства и обиди за убиства, зашто во текот на денешниот ден до ОЈО за ГОК ќе биде поднесена кривична пријава против 16 лица, и тоа ШМ 46 години, ДИ 50 годишен, ФБ 45 годишен, БА 44 годишен, РС 41 година, СА 44 години, МЧ 27 години, СС 36 години, ША 27 години, ШБ 20 години, НИ 44 години, ЕИ 25 години, ФС 43 години, ШС 40 години, МД 41 година и ОП 43 години. Како резултат на денешните активности, извршените претреси на 20 локации во Скопје, во село Грчец и други места, 6 мина од пријавените лица се лишени од слобода, дел од пријавените лица подолг временски период престојуваат надвор од Република Северна Македонија, додека едно лице РС 42 години е веќе лишено од слобода во Шпанија. При претресите запленети се голема сума на пари, луксузни автомобили и други вредни предмети. Министерството за внатрешни работи, во координација со ОЈО за ГОК, по издавањето на потерници за лицата кои се наоѓаат надвор од Република Северна Македонија, ќе преземе координирани мерки со поддршка на Европол со цел нивно лишување од слобода. Министерството за внатрешни работи во наредниот период ќе продолжи со активности со цел докажување и на други кривични дела извршени од оваа криминална група, но и на други криминални соработници. Благодарам.